Добро вечер. Јас сум Аско Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. На 5 јуни политичката криза, која година и пол дена трае во Република Македонија, ќе влезе во еден мирен политички расплет или во нов политички заплет. Бидејќи сите политички кризи во рамки на Република Македонија добивале свои безбедносни изблици, тука се поставува прашањето дали таа некоја мешавина на политички кризи и безбедносни ризици може да биде турбулентна во рамки на Република Македонија во 2016 година. Ајде во оваа емисија да ги лоцираме кои се тие три клучни безбедносни ризици. Тоа се етнички конфликти, тоа се верски конфликти и тоа се граѓански немири и протести. Дарко Трифуновиќ, експерт за безбедност и тероризам. Јесте. Бевте советник ангажиран од кинеска влада за време на Олимписки игри 2004 година во Пекинг. Tako je, pa nekoliko godina pre toga, znači kineska država me angažovala na bezbednosnim pripremama za olimpijske igre, jer normalno da kad je 2008. godina niko vas ne angažuje tad, nego daleko pre. I morate preduzeti sve moguće mere i korake, posebno kada je u pitanju bezbednost i bezbednostne procene, kako bi zapravo ta 2008. protekla onako kako je protekla. I svi znate da su to možda najveće olimpijske igre ikad organizovane sa najvećim brojem učesnika i sa jednom grandioznom organizacijom. Tako da веројатно еден од ретките, ако не единствен од овој регион кој беше ангажиран од кинеската влада на обезбедување или тие безбедносни проценки или тој советнички тим за безбедност на Олимписки игри 2008 година. Pa ja sam jedini s ovih prostora. Вие денес го снимаме интервјуто, утре за минута повторно за Шангај. Работите во тој безбедносен тим за подготовка на овој самит G20. Tako je. Кој треба да се одржи во Кина. I upravo sutra putujem i zadržat ću se tamo 7-8 dana. Sa mnom ide gospodin Jozef Bodanski, vama je on sigurno poznat, bivši direktor specijalnih snaga Američkog kongresa za boru protiv terorizma. Стеван Ѓуровиќ беше шеф на српското воено разузнавање во текот на војната 99 година на територијата на Косово и Метохија. Минатата година интервјуто со него предизвика огромни политички турбуленции на македонската политичка и новинарска сцена. После тоа беше прекината мојата емисија на Алсатем телевизија. Еве што во тоа интервју на тема војната 99 година на територијата на Косово кажа Стефан Ѓуровиќ. Три работи се клучни. Како прво, некаде есента 98 година Ричард Холбрук, кој тогаш е главен булдожер на американската дипломатија или на Стейт департментот, илегално од Албанија влага на територијата на Косово и да добива одредени сигнали од УЧК дека УЧК е како воена формација подготвена за копнена интервенција и копнена војна на територијата на Косово и на Метохија. Врз база на тие информации тој оди на средба со Слободан Милошевиќ во Белград и го убедува дека српските сили треба да се повлечат од Косово бидејќи ќе бидат поразени на војнички план ако дојде војна помеѓу УЧК и структурите на Слободан Милошевиќ. И на крај, како доказ дека не е во право Холбрук, Слободан Милошевиќ во најбезбедносното место кај што се лоцирани структурите на УЧК е испраќа српската жандармерија. Во рок од 3 сати структурите на УЧК се растурени како бугарска скупштина. Дали 1999 година имате оперативни сознања колку албанци од Македонија учествуваат во тие војни формации на Косово? Само во делот на Метохија има некаде 35.000 борци кои се во структурите на УЧК, во делот нели на Космет веројатно се многу повеќе. Имавте ли тогаш ко воено разузнавање одредени разузнавачки информации колку македонци, односно албанци од Македонија се вклучени во тие борбени операции? Pa mi smo imali operativnih podataka, to je počelo sa centrima za obuku u Albaniji 1991. godine, kada je formirano onih 6 centara, da i sada sve ne pominjemo. Tada je na obuci kako sa prostora Kosova i Metohije, tako i sa prostora Makedonije, pogotovo ovom zapadnom delu Makedonije, veliki broj njih išao u te centre za obuku. Imali smo saznanja da je u određenim fazama, kasnije kad je već došlo 1998. do klasične oružane pobune, sa prostora Makedonije, pogotovo najvećim delom sa prostora Tetova, učestvovalo preko 350 tih jurišnika. Verovatno se kasnije, kad se to povećavalo, njih je bilo i više. Ali je opšte poznato da oni koji bi napravili incident i krivično delo sa posljedicama smrtnim ili bilo koje druge vrste na prostoru Kosova i Metohije, njima je utočište bila Makedonija i onda su bežali tamo. Isto tako je bilo i informacija da oni koji su pravili incidente i krivična dela na prostoru Makedonije su utočište tražili na prostoru Kosova i Metohije. Дали 99 година која е војната на Косово, вие слушате за Али Ахмети, имате информации за Али Ахмети?
Imali smo iz Ahmetija smo imali informacije, jer oni su se zavisno od onoga kako su naše snage čistile određeni prostor, jedan deo se sklonio u Albaniji sa Ramušem Haradinajem, a jedan deo je otišao prema Makedoniji i normalno se sklonio dok se nije izdešavalo ono sa NATO agresijom. Imali smo informacije da je dobar deo njih, ne samo čak tih podataka je bilo i 96. i 7. godine kad je išlo naoružavanje. I dobar Makedonije se naoružao preko Albanije. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Како еден од најдобрите безбедносни експерти или експерти за тероризам, господинот Дарко Трифуновиќ е ангажиран најдобрата американска адвокатска канцеларија, тој Созан О'Конор и од таа осигурителна компанија Lloyd во тој судски процес или судски спор кој одредени структури во Америка, посебно роднините или родителите на загинатите во тој терористички напад на 11 септември, го водат против Саудиска Арабија. Која е, например, функцијата да бидете дел од тој советнички тим на таа најголема светска адвокатска компанија која ги застапува интересите на родителите или на роднините на загинатите против Саудиска Арабија? Zašto je tužena Saudijska Arabija? Zato što oni smatraju da je Saudijska Arabija zemlja koja je na ovaj ili onaj način uticala da dođe do 11. septembra. U trenutku kada su moje kolege iz Izraela, koje rade u toj kao konsultanti, znači eksperti konsultanti, shvatili da ja imam dokaze da je Saudijska Arabija preko Bosne i Hercegovine zapravo organizovala 11. septembar, od tog trenutka sam ja počeo da radim. Zapravo o čemu se radi? Saudijska Arabija je zemlja koja je preko Visokog Saudijskog komiteta, koji je deo vlade Saudijske Arabije, dovodio u Bosnu mudžahedine, finansirao te mudžahedine. Evo uzmite za primjer recimo napad koji se desio 1997. godine u Mostaru. Jedan od vinovnika tog napada je poznati Ali Hamad koji je napisao knjigu, ja sam recenzirao tu knjigu. On je u trenutku napada, kao i mnogi drugi koji su tada mudžahedini koji su bili u Bosni, to je bila autobomba u Mostaru koja je odjeknula, on je u tom trenutku imao diplomatski status i bio je delatnik Visokog Saudijskog komiteta. Naravno, tu su bili Nawaf al-Hazmi, Khalid al-Mihtar, Muhammed Atta i onaj glavni terorista koji je zapravo vođa vojnog krila Al-Kaide, Khalid Sheikh Muhammed. Sva ova četvorica pomenuti su oni koji su učestvovali u 11. septembru, imali su dokumenta Visokog Saudijskog komiteta i na kraju učestvovala su direktno u izvođenju tog napada. Znači, vi tužite Saudijska Arabija. Pa sve to je išlo direktno preko Saudijske Arabije, jer ponavljam, taj Visoki Saudijski komitet, on je prisutan i u Makedoniji, razumete? I mnogi nevladine organizacije... Vo koja forma, na primjer, pa prisutan je, znači, kao Visoki Saudijski komitet, tako se zove High Saudi Commission, i tu su prisutne različite takozvane nevladine organizacije, koje su većim delom oni ili njihovi delatnici na spisku Saveta bezbednosti, zabranjeni su, znači na spisku su sankcija. To su, znači, Benu Valencia International Foundation. Sve te
sa tim prefiksom fondacije koje su došle da šire vehabizam, da grade džamije, a one ne džamije na koje smo mi navikli, nego one vehabističke i da zapravo od religije... Ono je saudijski stil, na primjer. Taj saudijski stil, da od religije zapravo, manipulišeći religijom, od religije naprave motiv za izvođenje terorizma, nasilja i svega ostaloga, te organizacije koje su prisutne u Bosni i Kosovu također su prisutne i u Makedoniji i vi i vaše vlasti i tekako blagonaklono gledate prema tome. Koliko pari, na primjer, побарува то Саудиска Арабија, ако смета дека Саудиска Арабија е виновна, ајде да речеме на индиректен начин за тоа што се случи на 11 септември во Њујорк. Pa u pitanju su stotine milijardi, znači to su ogromne cifre u pitanju, znači stotine milijardi su u pitanju. Stotine milijardi. Pa naravno, pa kako ćete vi da naplatite samo 3.500 američkih života? Koliko košta recimo to što Њuјork godinu dana, što ekonomija američka godinu dana je snosila ogromne gubitke? Kako ćete da naplatite? Da. Реални шанси Саудиска Арабија да плати толку многу пари? I postoje i ne postoje. Опасна ли е Саудиска Арабија тука за овој регион? Apsolutno. Opasna je i upravo tu ideologiju koju ona širi i novce koje podržava. Da, podržava, to je upravo to je taj motiv za izvođenje napada. Oficijalna religija ili islamski. Izuzetno opasna. V ramke na Saudijska Arabija. Pa pogledajte, nijedan napad u svetu nije izvršen, a da to nisu pripadnici salafističkog vehabističkog reda. И пред 20 години, кога е војната во Босна и Херцеговина и некаде пред 15 години за време на војниот конфликт на Косово и денес Саудиска Арабија се јавува како главен финансиер на сите тие терористички групи кои работат на проектот на формирање на исламска држава на Балканот. Значи тренирани се во тие 6 кампа во Албанија. Тоа се првичните тренинзи. Значи тоа се првичните тренинзи. Центри. Кој тамо ги тренира? Представници на албански специјални сили? Taмо je direktno u obuci, imali smo slučaj 93. godine, procesirali smo jednu grupu koja je uhvaćena i osuđena je na zatvorske kazne. Obuku su tamo izvodili strani instruktori, Amerikanci, Francuzi, Nemci, iz Turske i Saudijske Arabije i albanska armija. Секој искусен политичар кој има најмалку 10 години во врвната македонска или светска политика, ако сака да биде искрен кон вас, ќе ви даде еден добро намерен совет. А тоа е дека постои само една работа која е полошо од тоа да сте непријател на американците, а тоа е да сте пријател на американците. Бидејќи ако сте непријател на американците, најлошото што може да ви се случи е да не дојдете на власт, но ако сте пријател на американците, може да ви се случат многу чудни и многу интересни работи. Ова нека биде нравоучење за нашите македонски политичари, не само од власта, туку и од опозицијата. Просто е чудно, например, Слободан Милошевич, некаде 80-тите години, човек кој може со помош на Борка Вучич, а Борка Вучич не е главниот банкар кој го прави тоа офшор банкарско чудо на Кипар, кој денес го користат русите, ги пера своите пари или најголемите пари ги чуваат токму во тие кипарски банки. Значи тој Слободан Милошевич во текот на 80-тите години на минатиот век може кога сака да пие кафе со Рокфелер, а на крај да заврши својата кариера со бомбардирање на Америка на Белград. Како е тоа можно? До 15 години. Како се завршило убиством Борке Вучича, кој бил пријателjica Давида Рокфелера. Своевремено ми се жале Борка Вучич да su prisluškivali i ja sam rekao, pozovite svoga prijatelja Davida Rockefelera i kad se uvere da imate direktnu komunikaciju sa njim, prestaće da vas maltretiraju. Tako je bilo. Znači Borka Vučić možеше na direktna telefonska linija da ga ima Rockefeller. Da, i onda su prestali da je prisluškuju i poslušaju moj savjet, ali kasnije su je likvidirali automobilskoj nesreću i u Srbiji se čak i zna ko stoji iza toga. A na pitanje ko stoji iza njega, to znači odgovor je uvijek isti, onaj koji je imao korist od njene likvidacije, onaj koji je preuzeo kontrolu novca u Srbiji posle Borke Vučić je imao interes da ona ne otkrije gde se nalazi ukraden novac sa Kipra i koji je išao prema Rusiji i išao u raznim pravcima. Prema tome, jednog dana kad budete čuli da taj koji je ubio Borku Vučića odgovara, onda će znati da je Srbija oslobođena. Всушност тоа банкарско чудо на Кипар, таа жена го направи перфектно. Тој до ден денес функционира, неја нема, меѓутоа тоа банкарско чудо на Милошевич кој му возможи пари да изнајде од Србија, да ги испери и да ги носи на одредени дестинации, всушност функционираше со помош на Борка Вучич. Еден од клучните играчи тука во целиот регион. Da, ona je završila visoku englesku školu. Ona je završila prvo pravni fakultet i onda je High Economical School završila u Londonu. I onda sam je pitao kakva je to škola, šta ste vi naučili u toj školi i ona kaže pa nije poenta u toj školi učenje, nego druženje.
Najvažnija je stvar upoznati najbitnije bankare, svoje vršnjake koji će za godinu, dve da postanu ključni igrači na svetskoj sceni. I poverenje između tih ljudi je u stvari bila moneta najvažnija koja postoji. Poverenje, čast je vrlo bitna među ozbiljnim ljudima. Кога Борка Вучич или личниот банкар на Слободан Милошевич тамо некаде пред 20 години го правеше тоа грандиозно банкарско офшор чудо на Кипар, овие кои денес ја прават таа финансиска афера со тие офшор банкарски сметки во Панама играат джамли. Меѓутоа секој финансиски банкарски разузнавачки експерт ќе ви каже дека не е возможно да биде формирана офшор банкарска зона ако немате асистенција или ако не ги следите патоказите или инструкциите кои ги дават американските разузнавачки и финансиски служби. Тоа што подоста американските разузнавачки служби ги користат и офшор банкарски сметки за одредени политички разврски во одредени земји или во одредени региони, тоа е дел од политичкиот фолклор. Господи Вучич, вашите пријатели велат дека сте најголем банкар на овие југословенски простори во изминатите 50 години. Вашите непријатели за вас велат дека сте личен банкар на Милошевич. И како вие успевате да живеете помеѓу тие две крајности? Uvek se snalazite kad su takva nenormalna vremena i kada su takva dva, da kažemo, potpuno različita gledišta, sigurno da se čovjek mora da snalazi. Pa snalazim se. Kako je formirata ta banka na Kipar? Kipar nije kršio sankcije, niko to neće da razume. Kipar nikad nije kršio sankcije. I sad ja ne znam odakle im ta ideja i novinarima svim, ja sam toliko se mučila sa tim pisanjem. Ja neću jednu poruku da dam, ja sam radila sa konkretnim poslovima, pa nisam kršila. Ako smo kršili sankcije, onda smo kršili sa tim američkim bankama. Jer da vam kažem, mi nismo mogli da radimo platni promet, recimo prekršila Borka Vujčić, koje nikad mi nije niko rekao da sam prekršila sankcije. A dobro, preko Amerikancite kršavte? Ako je Amerikanac meni naučio neki model pa rekao, slušaj, evo ti plati to ovako, onda i on... Uspevate li za vreme na sankcije da su Amerikanci, jeste uspevali za vreme sankcija da radite s Amerikancima? Kako da nismo, bre? Oni su nas učili sve. I u vreme sankcije? Pa nego šta? I sve nas, i mi smo, ali to je bilo legalno, on ti napravi model, kako ćeš da napraviš? Ајде да одговориме на прашањето. Зошто американците ги одберат токму албанците и структурите на УЧК, односно НОВК, да бидат нивни главни сојузници во сите тие безбедносни и политички разврски на Балканот последните 15 години. Што ќе се случува во наредниот период во регионот? Тие луѓе, знаете, не се научени на цивилен живот. Тие се научени да убиват, да палат, да рушат. Закон je jasan. Oni moraju biti uhapšeni. Po našem zakonu u Srbiji koji je donesen... I u Makedoniji izglasani, i u Kosovo se izglasani zakoni. Pa hapsite, šta treba da radite? Ako je zakon, on mora da važi za sve. Добро, ние ќе пробаме да апсим и тие ќе пробаат да се спасат. Ќе почнат да делуваат тајно. Ќе почнат да делуваат во разни тајни келии и ќе почнат да прават проблеми. Па нема тума неки завере. Очекувате ли вие да прават проблеми во регионот, во наредните? Ако велите дека 2016 година Осама Бин Ладен има прогласена како клучна година која треба до 2020 година да придонесе за нивна конечна победа и формирањето исламска држава во срцето на Европа, што ќе ни се случи од 2016 година? 2016 godina je proglašena sad ova godina kao godina totalne konfrontacije. Prema tome vidite šta se dešava u Briselu, šta se dešava u Francuskoj, šta se dešava znači u svim gradovima. Pogledajte šta danas se dešava recimo na ulicama Švedske. Ајде да го анализираме влијанието и улогата на главната американска база во овој регион, тоа е базата Бонстил, која се наоѓа во непосредната близина на градот Урошевац на територијата на Косово и Метохија. Битни се 3 процеси: војната во Македонија 2001 година, па дури тоа што се случуваше минатата година во диво населје во Куманово, сите тие немири во Санџак и во Јужна Србија и таа контрола врз таа недозволена трговија со хероин од територијата на Авганистан до Западна Европа. A ja sam došao do podataka, i to zvaničnih podataka, UNMIK policije, zatim Centralna obaveštajna jedinica Ujedinjenih nacija, koja je tada funkcionisala na Kosmetu, da su pojedini visoki oficiri američkog kontingenta iz Bonstila koristili tu bazu i vojna vozila tog kontingenta da organizuju šverc droge, i to droge koja ide iz Avganistana, od Talibana preko Turske, Makedonije, i da je to rađeno u dogovoru sa organizovanim albanskim kriminalnim grupama na Kosovu i Metohiji. Može samo da se pretpostavi da ako je UNMIK policija znala za sve to i dokumentovala, ja sam deo te dokumentacije objavljivao u medijima i u mojim knjigama, da su to svakako znale i američke službe. Ako su to znale, nisu sprečavale, onda izgleda u pitanju punjenje crnih fondova koje je u principu najveći
broj službi na svetu i posjeduje. Со парите од таа недозволена трговија со дрога, посебно од парите од таа недозволена трговија со хероин, може да бидат финансирани сите конфликти кои изминатите 10 или 15 години се случија на Балканскиот полуостров. По принцип на индукција и на дедукција, колку е годишниот обрт на таа трговија со хероин на европскиот пазар? Na to pitanje mogu da vam odgovore oni koji se bave sprečavanjem trgovine, a čija je skraćenica DEA. Колку е? Oni znaju tačno, dovoljno para ima da uvek mogu od profita da pokrenu rat u kojoj god hoće državi na Balkanu. Mislim da ste dobili bolji odgovor od onog što ste očekivali. Колку е воздушна линија од Бонстил до Велики Трноваc? Od Bonstil do Veliki Trnovac je isto onoliko koliko od Skoplja do Bonstil, vazdušne linije. Значи можат да имат блиска комуникација. Kako da ne? Барем телефонски да се слуша. Ne mora, može i ona vozila s kojima oficiri, odnosno vojska Bonstila donosi tu robu. Jer evidentirano je nekoliko slučajeva da su američki oficiri iz Bonstila bili uključeni u pomoć albanskim teroristima koji su podigli oružanu pobunu na jugu centralne Srbije, na području Preševa i Bujanovca, ali i u Makedoniji. Čini se da je Bonstil ipak bio svojevrsna logistička podrška albanskim teroristima koji su izazvali ratove i u Makedoniji i na području juga centralne Srbije, to je Preševo i Bujanovac. И важите за човек кој е најголем експерт за таа трговија со дрога, перење на пари од трговијата со дрога и повезаности droge sa terorizmom. Со тој тип на тероризам. Jeste, da. Jer u stvari, jer je za terorizam 71% novca za terorizam dolazi oporenih droga. Zato je u stvari da su oporene droge u stvari glavni izvor finansiranja terorističke akcije po svetu. Posebno tom ekstremnom, tom islamskom, tom lobiju koji propagira terorističke akcije protiv zapada i zapadnih ciljeva. Сите безбедносни проценки говорат дека во овој момент под оружје или како структура на луѓе кои учествувале во тие војни конфликти, почнувајќи од Хрватска, завршувајќи до Саудиска Арабија, денес на Балканот, има некаде околу 100.000 луѓе. Тоа е респектабилна бројка и тоа го прави Балканот ново буре-барот не само во овој регион, туку во цела Европа. Значи, првичните тренинзи се во тие кампови, значи во Албанија. Таму има и луѓе од Македонија. Кои се тренирани од странски инструктори, кои се тренирани од припадници на албанската армија. Најдобрите од тие луѓе подоцна ги праќаат на специјални обуки по овие западни држави. Po zapadnim državama u Švajcarskoj i Nemačkoj i to blizu granice Nemačke i Švajcarske imali smo konkretne podatke gde su bili ti centri za obuku. Bilo je dosta centara u Turskoj i bio je dobar deo u Saudijskoj Arabiji i Pakistanu. Ko je išao tamo na obuku? Posle 6 meseci opšte obuke, oni koji su bili najvispreniji, najsnalažljiviji, koji su najviše pokazali na obuci, oni su obučavani posebno za diverzantsko-teroristička dejstva i za neka specijalna dejstva, u smislu izviđačkih jedinica i oklopnih jedinica. Njima je obuka trajala još 6 meseci i onda tako obučeni su vraćani na prostor Kosova i Metohije, kao što ih je bilo na prostoru Makedonije, i onda su čekali signal kada je došlo ono vreme da krenu u klasičnu oružanu pobunu. Oni nikada ne bi predstavljali realnu opasnost za snage bezbednosti koje su bile tada na prostoru Kosova i Metohije, kao verovatno ni za snage bezbednosti Makedonije, ni onog što se desilo kasnije u Aračinovoj i svih ovih godina, kao i danas, da nemaju apsolutnu podršku onih koji su stajali iza njih. Jer vidite, gde se god umešao strani faktor, mi nemamo slučajeve da su ti slučajevi procesuirani. Зошто американците одлучуваат да застанат токму за албанците, да им служат, ајде да речеме, како жарча која може секогаш да предизвика тука оган на Балканот? Prvo, Albanci su neko ko je najposlušniji. Znači ono što ne mogu da urade, verovatno sa Srbima sigurno ne mogu, verovatno ni sa Makedoncima, oni to mogu sa Albancima. Znači lojalni. Da, oni i drugo, što su oni bili spremni da za ostvarenje cilja ne postavljaju pitanje žrtava. Više je Albanaca ubijeno od strane njihovih lidera i njihovih vođa, nego što je ubijeno od bilo koga drugog sa strane. Страшна ли е работата? Треба ли нашите граѓани да бидат исплашени од тоа што се случува
во регионот? Građani imaju prava da budu zabrinuti i moraju da budu zabrinuti zato što, pazite, nama neko zadnjih 20 do 30 godina, kad kažem nama neko regrutuje, naša deca su i romska deca muslimanska i albanska muslimanska deca i muslimanska, znači od Makedonaca koji su konverti u islam, od Srba koji su konverti u islam, znači našu muslimansku decu sa ovih prostora neko mi ovdje imamo mašinu koja pravi teroriste samoubice, teroriste, mlade ljude koji odlaze u Irak i Siriju. Prema tome, mi smo na meti njih, ali mi to mora da shvatimo da smo na meti. Podigli ste ga na stepen. Atomska bomba. Atomska bomba i samo je pitanje vremena kada će on steći neko iskustvo i zato ih i šalju u Siriju, da tamo steknu borbena iskustva, pa ko preživi Siriju, vratit će se ovde i postaće vrhunski instruktor, neko ko će u svojim sredinama da trenira druge, znači i religijski versko, ali i borbeno taktički i mi ćemo imati naravno ovu 2016. godinu, ako se sećate, da je Osama Bin Laden u njegovom planu Al-Qaida 2020 upravo naglasio da je 2016. godina totalne konfrontacije, a da će do 2020. godine oni, pripadnici islamske države, zauzeti vojnu Evropu. Pa šta još treba drugo da vam oni kažu? Crtaju nam da će ući u sukob, crtaju nam da će nas napasti. Šta još treba da se desi? Da vaš parlament u Makedoniji, naš parlament u Srbiji shvati da su oni opasnosti, da moramo da preduzmemo mere. Дали како шеф на тоа воено разнавање на Косово, 99-та година, кога се случува тоа што се случува на Косово, можете да предпоставите дека 2001 година ќе има слични операции во Македонија? Дали можеше да се предпостави? Sve je slično. I ovo danas što se dešava, sve je slično. Вие можете да предпоставите 99-та година дека 2001 година може да има таква војна, може би не точно 2001, но дека сигурно ќе има војна интервенција или воено конфронтирање во Македонија? Sigurno, pa mi smo to doživjeli 2000-te i 2001. na prostoru Bujanovca i Preševa, tamo gde smo bili dominantno prisutni. I to nam se desilo. Ista struktura. Učak, Ana, sve je isto. Bilo kako. Sve što se dešava kad je u pitanju njihovo angažovanje je epicentar je Kosovo i Metohija. Odatle se kreće, svo vreme. I prema Makedoniji, i akcije koje idu prema Srbiji i bilo gde drugo. Čak sutra ako se pojave... КЗК, Косовски заштитен корпус, на чечело беше Агим Чеку, то ли е жариштото или формацијата преку која се тренираат, се стимулираат, се организираат овие структури? A dobro, oni u tim akcijama više koriste one prekaljene borce. Oni su posle izlaska naših snaga dole, oni imaju kasarne gde vrše na 6 meseci obuku tih mlađih kadrova. Ali ti mlađi kadrovi nisu imali vatreno krštenje. Uglavnom u tim akcijama učestvuju oni koji su već učestvovali u akcijama kako Hrvatske, Bosne i Hercegovine i posebno kod nas dole na Kosovo i Metohiji. Te ljude oni koriste za ovo. Normalno, njima se priključuju i ovi mlađi, pogotovo sada dobar deo njih koji su prošli ratišta i Afričkog proleća i Sirije i svega ovoga. Tako da, trenutno na prostoru Balkana, računajući ovaj deo, ne računajući gore Sloveniju i dobar deo Hrvatske, mi imamo u neposrednom okruženju, računajući normalno Makedoniju, Srbiju, Rašku oblast, ovde, Kosovo i Metohiju normalno, i Bosnu i Hercegovinu imamo preko 100.000 ljudi koji su zarad ideje i viših ciljeva koji su sebi postavili okrvarili ruke. Повеќе од 100.000 луѓе. Da. Mi imamo na ovom prostoru sad još dodato kroz one koji su bili u ovim akcijama koje su bile na Bliskom i Afričkom kontinentu, na Bliskom istoku, računajući njih, znači mi imamo na ovom prostoru oko 100.000 ljudi koji su učestvovali u neposredno u borbenim dejstvima. Znači ima dovoljno snaga da može da počne Balkanski rat širih razmjera. Pitanje je koliko je ko spreman u svemu tome da izađe. Минатата година преку ноќ и како што се вели од ништо не предизвикани, околу 70.000 млади албанци решија да ја напуштат територијата на Косово и да емигрират на територијата на Западна Европа, некаде преку територијата на Србија и преку територијата на Унгарија. Сите беа зачудени и никој немаше логичен одговор. Денес се повеќе безбедносни експерти смета дека тоа било генерална проба да се види како ќе реагира Македонија, Србија, а и делови на Западна Европа на таа бегалска криза која од Сирија требаше да ја растури или да ја смени демографската карта на цела Европа. Јануари 2015 година почнува оној масовен екзодус на албанците од Косово преку Србија со српски автобуси
до Суботица и подоцна, не знам, на територијата на Унгарија. Ве велите, ова е генерална проба за нешто покрупно што ќе се случува. Вие и ден денес се држите таа теза дека тој екзодус на албанците кој почна крај на 2014, почеток на 2015 година, кој масовно се оцелува од Косово, нели во наводници поради економската криза на Косово, дека тоа е генерална проба за овие бегалски кризи што ни се случија минатата и оваа година. Ја доволно добро познаем Албанце и знам да никада свој дом и своју куќу neće napuštati zbog toga što su siromašni. Živeće siromašno, mučiće se, ješće suvog hleba ako treba, gladovaće, ali kuću i kućni prag neće napuštati. Znači vi smetate neka tije kosovski zbegovi bije generalna proba za ovu godinu bjegalska kriza. Njima je naloženo da provere kako će reagovati srpske vlasti na teritoriji centralne Srbije. I kako će reagirati ungarskите vlasti. Tako je. I koje je finalето? Što treba da bude finalето na to? Imamo generalna proba. Generalna proba je završena što se tiče Albanaca. Kao što vidite, Albanci više ne beže. Da li su se odjednom obogatili ili su završili svoj podatak i zaključili? Ja se dogovarав со шефот на автобуската станица во Суботица да направиме интервју. Значи, ден пред да тргнам ми се јавува човекот, вели прекина, ги нема 3 дена. Така е. Како по команда. Така е. Како по команда почна да доаѓаат, како по команда престана да доаѓаат. И ние ја снимивме таа емисија. Извршили су свој... Дури резервирав хотел на Палич во Суботица, моравме да откажеме резервацијата. Тако е. Значи, све е то раđено, све е то програм sa nekog višeg nivoa. Добро, што е финалето? Еве имаме и бегалска криза. Што треба да биде финалето на тоа? Ако некој така... Менење демографске карте Европе. Добро, очекувате ли Брисел да се случи ова? Се случи во Париз минатата година 2 пати, дали очекувате дека тоа може да се случи во Брисел? Бидејќи сите ние проценувавме дека може би Виена, бидејќи таму имаше одредена најголема флуктуација, експлозија на бегалската криза, може би очекувавме, не знам, во Германија, меѓутоа се случува во Брисел. Nije to slučajno što je Brisel. Nije slučajno ni što je Pariz. Znači, islamisti žive u prošlosti. Ne zaboravite da je 1920. godine upravo francuska vojska ušla u Damask i uništila ideje Ibn Alija, znači zadnjeg kalifa i njegove snove za osnivanje kalifata. Znači, 1923. godine turski parlament je doneo odluku o gašenju kalifata, ali je prethodno tome bio ulazak francuske vojske u Damask i gašenje zapravo svih mogućih aspiracija ka tome. Prema tome, sva pažnja je upravo bila usmjerena ka Parizu, a onda naravno sva pažnja je usmjerena ka Briselu, kao što ste rekli, sedištu NATO-a, sedištu mnogih evropskih institucija. I ne zaboravite, Abu Musa al-Zarqawi je 2004. godine najavio da će ta ptica Felix koja je rođena u pepelu, zapravo rođena u državi između dve reke Tigra i Eufrata, poleteti i sleteti u srce Evrope. On je to 2004. najavljivo. Bin Laden je objavio plan Al-Qaida 2020. Al-Baghdadi je nacrtao mape, znači kalifata i tako dalje. Prema tome, oni nama stalno šalju poruku. Vi ste nam meta, iskoristit ćemo lokalne muslimane da budu naše topovsko meso da bi sutra ubijali vašu decu. I oni nama to stalno ponavljaju. Ja ne razumem šta još treba da se desi da vaše obaveštajne službe, naše obaveštajne službe, vaši političari, vaši parlamentarci i naši shvate da je to ovako kako priča. Nije to nikako širenje, ja nisam islamofob, daleko od toga, nego prosto vam iznosim ono što su oni javno objavili. Дали луѓето кои се боре во диво населје, загине во диво населје и во диво населје сакаа да ја дестабилизираат македонска држава, дали тие структури бе директно поврзани со Сараево или со Санџак? 99 година ви се јавуваа ли тие исламистички структури од таа војна на Косово? Дали имавте елементи кои укажуваат дека, ајде да речеме, не само од Босна и Херцеговина, туку од овие арапски држави, муслимански држави, дека одредени структури исламистички доаѓале да војуват на територијата на Косово? Mi smo imali u rajonu, u širem rajonu Đakovice, konkretno bliže u rajonu Smonice, jedinicu Mudžahedina, koja je došla sa Bliskog istoka i učestvovala je na strani OVK. I u sukobima sa našim snagama dobar deo je tada likvidiran jednim delom, a drugi je uspio da se vrati u Albaniju. Čak ima i dokaza, službe su našli i dokaza i od imena, od dokumenata, od svega onoga arapskog jezika i svega onoga što se našlo na licu mesta. Znači ufrlani se preko teritorija na Albanije? Preko Albanije. Pa glavni pravac ubacivanja snaga je bio preko, ako iz Evrope, to je išlo preko Italije, preko Jadranskog mora i Albanije, onda se prebacivao
preko granice, nešto manje preko Makedonije, a isto ovaj deo koji je dolazio sa Bliskog istoka, on je išao preko Jadrana i Albanije i dalje prema Kosovo i Metohiji. Znači, postojali su podaci. 2001 godina deo od te strukturi koji na Kosovo su zabeleženi, koji se narекovat fundamentalno islamistički, se je u ovaj Lipkovski kraj koji graniči so Srbija, koji graniči so Preševo, Medveđe, Bojanovac i tuka se prisutni. Znači, 2001 godina ima posebna brigada, koja je mudžahedinska brigada, ke delove od ove vjerske lica koji se u toj kraj, Slupčane i tako natamo, se prisutni takvi načini i formi na deluvanje. Znači, tije se veke od 2001-1999 godina prefrljeni od Bosna na ovija prostori. Znači, počnu da go zazema celi od prostor. Prvo Bosna, pa malko Sandžak, pa Kosovo i podosna Makedonija. Kao što je bilo u Makedoniji više centara za obuku mudžahedina, gdje su oni pojavili. Posle 1999. godine na prostoru Metohije su jedan u rejonu Peći, drugi u rejonu Prizren su bili centri gdje su mudžahedini obučavani, dolazili tu obučavani i korišteni su na određenim pravcima. Da li je to bilo prema jugu centralne Srbije ili prema Makedoniji, oni su upućivani na tim pravcima. Kroz formu snajperista, kroz formu određenih grupa koje su trebali da odradi i posle izvedene akcije oni su se izvlačili na tom prostoru. Tako da je isti scenario kao što je bio na prostoru Bosne i Hercegovine, takav scenario sa centrima za obuku mudžahedina je bio i na prostoru Kosova i Metohije. Jedan od možните pravci на можни, очекувани или предпоставени политички безбедносни разврски на територијата на Македонија да влеземе во систем или во спектар на можни протести по македонските или по скопските улици. Секогаш кога се говори за протести, посебно на младински или студентски протести, секогаш прстот се вперува во структурите на отпор и на Срđа Поповиќ, па се говореше дека минатата година тој тренирал дел од овие структури на опозицијата или на студентските протести да го прават тоа што го праве по скопските и по македонските улици. Еве што на таа тема, како се организираат тие протести, што е клучно да бидат направени добри протести, имаше кажано на Срđа Поповиќ некаде пред 2 или пред 3 години во интервјуто за емисијата во Центар. Сега американците да дават одредени проценки дека за рушење на Милошевиќ биле потрошени околу 30 милиони долари и дека дел од тие средства се давани за отпор, па дури и луѓе со име и презиме тоа го кажат. Тоа се пише по Нью Йорк Таймс, по Вашингтон Пост, да речеме представникот на ИРИ, на Републиканскиот институт, вели дека отпор добил дел од тие 1,8 милиони долари кои биле наменети, дека се купувале, не знам, разни мотороли, разни мобилни телефони кои тога се појавуваат, разна опрема за комуникација, се дадени пари за печатење на тие плакати и така натаму, дека сте имале неколку средно, или 7 до 10 пати сте се сретнале во Црна Гора, Подгорица или во Будимпешта. Некаде до од почетокот на октомври 99 година, една година пред да биде соборен Милошевиќ. Па има други некои подоци дека од USAID се дадени големи пари, дека се дадени од Националниот демократски институт. Значи некаде 30 милиони долари, од тоа голем дел завршува во отпор. Значи пази, отпор je nastao 98. godine i bio je grupa od 11 ljudi. I onda on konstantno rastao. Ima jedan period za vreme bombardovanja kada nije imao aktivnosti, pošto je bio naš dogovor da kada je zemlja pod bombama ne treba se baviti politikom, nego se treba čuvati zemlju. Ono što je vrlo interesantno, to je stranci su imali 3 ili 4 nivoa podrške demokratskoj opoziciji. I ja ne znam kolika je bila ta suma generalno, ali znam da je bilo nekoliko vrlo dobrih, ajde tako da kažem, programa. ANEM je bio asocijacija slobodnih i nezavisnih medija i jako veliku količinu opreme su oni pokupovali sa pomoći iz inostranstva. Da bi mogli da znamo da li je Milošević ukrao izbori, da bi mogli da imamo legitimne izborne rezultate, u ovoj zemlji je trebalo da se organizuje, obuči 30.000 kontrolora. To je strašno mnogo ljudi. I to je neka, to su neka mesta gde je ta pomoć išla. Jedan deo te pomoći išao u otpor. Пол Маккартни, Službena kola. од НЕТ во Вашингтон, вели, сме имале низа на состаноци, почнувајќи од октомври, ne sporim ja da je bilo sastanak i ne sporim da je bilo pomoć, ali hoću da kažem, gledaš da li je ta pomoć bila kritična ili ne. Da li da Otpor 2000. godine nije dobio telefone od Paula Makartija, da li bi Milošević još bio na vlasti? Ja ti kažem da ne bi. Dobro, kada ima ta nema u sredbi? Pa znaš šta, ja nisam se sastajao mnogo sa Amerikancima, ja sam ovde se bavio treningom stafa. Postoji su ljudi u Otporu koji su održavali tu međunarodnu saradnju, mislim da su se viđali u Budimpešti, ne znam. Segedin, Podgorica.
Ne znam, ja nisam bio u Podgorici, sigurno koliko nikad. pari dobio otpor, na primjer, od Amerikanci? Ja ne znam tačnu cifru, ali ako posmatraš, ako pogledaš to što piše u New York Timesu, ajde da se sad pozovemo na najrelevantniji izvor koji o tome govori, tu se radi o nekoj cifri od jedno $700.000. Postoje dve vrste na protesti, nasilni i nenasilni. Procentotna uspešnost na te nasilni proteste nekada je 26%. Procentotna uspešnost na nenasilните proteste nekada je около 53%. Која е разликата? Например, ненаsilни протести, бјеланските студентски протести во рамки на Република Македонија, посебно по скопските улици. Протести кои се насилни се всушност оние протести кои некаде мај месец минатата година ги направи македонската опозиција, која сакаше со камења и насилно да влезе во рамки на владата на Република Македонија. Успешноста на едните е 2 пати поголема од успешноста на другите. Всушност, тие студентски протести, кои по мене беа многу поефикасни, многу поопасни за владата на ВМРО-ДПМН, беа растурени поради тие внатрешни конфликти во рамки на самите структури, посебно во делот на професорите. Вие веројатно се сеќавате на ова прекинато интервју со госпоѓа Ванковска, во кое говоревме токму околу тие прашања и на таа тема. Од еден чист студентски протест. Што сакате? Сакате да замолчиме? Против кого Груевски не можеше да направи ништо. Знаете, на Груевски му е лесно да излезе против Не, ја мислам дека треба да го прекинеме ова интервју, бидејќи очигледно не доаѓате со добра мисла. Ве молам, јас нема да дозволам на студентите чиста... Не. Никола Груевски не можеше да направи ништо. Вие влеговте и одеднаш Од каде знаете вие што планираме ние во следната? Ама немојте. Па што видовте пред разговорот ми кажете дека не сте биле тука. Немојте, ве молам, сте гледале снимки постфестум. Ако тоа му кажевте лани, премиерија не ништо против вас, они ќе ви ги собереше подписите. Јас реков немаме ништо против вас како премиер на Република Македонија. Кинува автономијата на универзитетот, а вие би се пазарале со него, да не го чепка факултетот, а све што сака да прави друго. Ајде, тргнете си ја камерава, не. Зашто, професорке? Па е втор пат бегате. Еднаш избегавте од Груевски, сега бегате од мене. Направете си финта, еве покажете на јавноста, меѓутоа вакво девалвирање на студентите, на професорите. Не, па јас за студентите имам најдобро мислење, но за вас сакам да ја прашам зашто избегавте од дебата. Ненаsilne револуcije u poslednjih 106 godina su efikasne 53%. U smislu da to što su ti ljudi koji su demonstrirali tražili, to im se nešto ostvarilo. Nasilne revolucije su efikasne samo 26%. I to pritom su poslednje 3 decenije užasno neefikasne. Praktično nasilne revolucije koje su se dogodile poslednjih 100 godina, dogodile su uglavnom za vreme Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata i Hladnog rata. Znači u vreme dok se imao te neke vele sile i dok su se stvari rešavale tim konvencionalnim ratovom. Значи тие средношколски протести околу екстраното тестирање и тие студентски протести кои беа некаде декември 2014 јануари 2015 година беа многу поопасни за Груевски него сите бомби на Зоран Заев, ја тоа го потпишувам со 2 раце. Значи ние пак го пренебрегнуваме фактот дека аферата Пуч е отворена пресконференција Никола Груевски, а не Зоран Заев. Значи Никола Груевски одбира дека е многу полесно да се бори против Зоран Заев, против бомбите на Зоран Заев, отколку со овие средношколски протести. Знаете што, имаше големо незадоволство од средношколците, но позадината се плашам дека беше возење двете паралелни процеси на меѓународна заедница. Соросиди, СДСМ. Значи, возењето позади беше од инструирани ликови. Тоа е Канвас класичен. Тука е најголемата улога на Канвас, што те средношколски, тоа личи на Канвас. Тој тренира, значи, на секоја група од 10-15 луѓе им е... Ако барате улога на Канвас, тама ќе најдете. Па јас ја знам. Тама е улогата на Канвас. Улогата е негова да најде лидери на 10-15-20 луѓе, да им биде еден лидер кој што ќе ги води. Тешко е деца да се тепат. Јасно, никој не може да тепа. Никој не може против деца. И никој не може против деца да води политичка. Меѓутоа, дали тие деца знаат дека во групи од 15-20 кога биле, еден бил у групата што бил обучен од страна на Канвас како да ја води групата, без групата да знае. Што на безбедносен план, како финале на целата политичка криза во рамки на Република Македонија, ќе се случува со нас и дали македонските граѓани треба да се плашат за својата иднина. Поранешниот израелски министар за надворешни работи, господинот Либерман, некаде пред 6 години, после средбата со македонскиот премиер поранешен Никола Груевски, рече дека Македонија е најкревка, дури покревка од Босна и Херцеговина во однос на исламски радикализам. Але ви мислите да он тоа напамет рекал? Он е тачно знал о чему ви причате и о чему ја причам. Кои се вашите безбедносни проценки? Што денес се случува во Македонија?
Makedonija je trenutno najranjiviji deo jugoistoka Evrope, zato što pre svega vaše institucije, nažalost i srpske, ali kod nas je malo druga situacija, pa imamo čime da se branimo, ali vaše institucije su zbog delovanja političke mafije toliko razorene i razrušene da ste toliko korumpirani da uopšte nije problem islamskim fundamentalistima i drugim koji nisu korumpirani da od vas rade šta hoće. U pitanje je samo trenutka kad će oni to da urade i zato su upravo u Kumanovu ono uradili. To je bio test mali i zato će biti još takvih testova, prosto da vide kakve su vaše mogućnosti, kakve su snage i da li će i ko će vam, pazite, i da li će i ko će vam stići u pomoć. Razumete? Da li će vam zapravo Srbija pružiti logistiku i tako dalje, kao što je pružila, zatvorila granicu i stavila na raspolaganje našu žandarmeriju i tako dalje, tako dalje. Oni da nisu videli da će Srbija vama da stane u pomoć, to se ne bi stalo tamo. Jer oni procenjuju da njihove snage, vi nemate vojsku koju oni imaju, nemamo je ni mi, oni imaju teroristu samoubicu. Mi takvog vojnika nemamo. Mi imamo, vi imate vojnike koje plaćate. Mislite da Kumanovo beše test? Tako je, veliki test. I taj test se pokazao, još oni nisu spremni. Jer su tada shvatili da će vama da pomogne Srbija. Srbija odmah zatvorila granicu i poslala svoju žandarmeriju tamo i da ste tražili pomoć od Srbije, oni bi prešli. I pomogli bi. Vodilo od Preševa, Medveđe, Bojanovac je bil na Gnilane. Pa naravno. Ali oni sad znaju za to i sad će se mnogo bolje opremiti, mnogo bolje pripremiti i čekat će mnogo povoljniji trenutak kada to bude politički u Makedoniji, politički u Srbiji, kada to bude najjednostavnije za njih da urade, da probaju novi test ili novu priču. Ajde da vidime kada je bile trenirani i niz kakvi sve trening obuki pomina dел од луѓето кои минатата година упадна на територијата на Македонија и се судира со македонските специјални сили на територијата на Куманово, односно во таа дива населба или во тоа диво населје. Како ќе оди целиот тој процес? Гледате, имаме 99 година, па имаме 2001 година, па имаме Куманово сега 2015 година. Сите овие луѓе кои се во Куманово и Надреца и сите овие командант Соколи, командант Малишева, овој е командант НАТО и така натаму, ние ги наоѓаме во таа бела книга на Српското министерство за внатрешни работи, на српските служби, 155 лица кои уште тога се забележени во овие книги и те учествуваат сега она што се случи минатата година во Куманово. Apsolutno. Znači, od tih lica koje ste pomenuli, dobar deo je nama bio poznat i 99. godine, da su učestvovali na prostoru Kosova i Metohije. Kako oni to misle? Pa misle... Evo, na primjer, јас ќе ги спомнам само овие, или да не направам некоја грешка. Добро. Мрсат Надрецај, командант НАТО, значи Мухамед Красничи, командант Малишева, Сами Јукшини или командант Соколи, Бек Ризај, командант Бегу, Дем Шеху, командант Јунику. Гледате, сите ги има тие косовски имиња, значи косовски шифри. Кој стои позади нив? Кој може овие луѓе да ги толерира 10-15 години? Во најголем дел, тие се луѓе на некоја возраст 40-45 години, што значи дека ги поминале сите тие боишта. И 99 и 2001 година и така натаму. Iza svih njih stoji, konkretno u smislu dobivanja zadataka i svega, stoje oni koji su sada u političkoj vlasti na Kosovu i Metohiji, Tači, Čeku i sva ta garnitura. Ali iznad toga stoji strani faktor, pre svega Amerika. Во два правци има дојдено во Македонија, во Куманово. Едниот е Прешево, Медвеđe, Бојановац, а вториот е оној Липански или Липлјански крај, регион. Меѓутоа, кај да дојдат, тука е структурите на КФОР, тука е Бонстил, значи тие имаат потполна контрола на целиот регион, тама не може пиле да прелета. Normalno, znači uz sve što rade uz njihovo znanje. Čak šta više, nama se desilo na prostoru kad je bio incident u rejonu Preševa, u mestu Orovica, kad je bio pokušaj da se izvrši tu oružana pobuna, da dođe do opšteg nereda, tada je apsolutno kontrolu, kada su naše snage išle da deblokiraju jedinice koje su iza tog sela, je imao Sean Sullivan, koji je bio predstavnik Amerike na prostoru Kosova i Metohije. I tada je on, uz prisustvo naših političara, tada je bio Čović, predstavnik koordinacionog centra, Sean Sullivan je limitirao snage s kojima možemo da idemo u akciji. Pa je, ne znam, određeni broj i čak je postavljen zadatak da ukoliko dođe do bilo kakvih civilnih žrtava, da akcija mora da stane. Tada je 56 lica uhvaćeno i sa
uviđajem, odnosno barutnim česticama, parafinskom rukavicom tih specijalnih snaga koje su znale to da rade, je ustanovljeno da je na njima nađene su te barutne čestice, da su znači koristili oružje. Ali je bio nalog stranog faktora, Shona Sullivana konkretno, da se ti ljudi puste. Ti ljudi koji su tada pušteni su sada u lokalnim organima vlasti Preševa i Bujanovca. Znači, komandant Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovac i Medveđa je predsednik opštine Preševa. Tako da su oni uz njihov blagoslov, čak i one akcije koje su nekad izvođene na prostoru centralnog dela Srbije, tamo iza kopnene zone ili u samoj kopnenoj zoni, kad izvedu akcije, oni odu u Gnjilane i sasvim se normalno ponašaju u znanje. Сакате да кажете, господин Ѓурич, дека ако успееше акцијата во Куманово, трошки беше инсталирана некоја АНА, ОНА, трет дел, дека ова сегашна структура на УЧК, која предводи Ахмети, ќе беше пратена во пензија, дека ќе беше заменета со овие нови структури кои може се порадикални, кои можат поефикасно да одработат одредени планови, кои можат да бидат подобри учесници во тој проект на замена на проектот со Голема Албанија, на проектот на една исламска држава по целиот регион? Apsolutno, s tim što ta garnitura koja je iznela sukobe na prostoru Kosova i Metohije kad su u pitanju Albanci, oni lako ne prepustaju ovim novim snagama. U snagama koje sada dejstvuju ima i onih koji su se obučavali po svim ovim mestima o kojima smo već govorili. Međutim, glavni ideolozi svega toga su oni prekaljeni borci kroz sva ona ratišta kroz koja su prošli. Ramuš Haradina i Hašim Tači. Ramuš, Davud Haradina i Sveta grupa. Ova grupa u Kumanovo je pobliska so Ramuš Haradina ili so Hašim Tači? Ona je pod okriljem Hašima Tačija uz angažovanje Remija, angažovanje tih komandanata iz operativnih zona koji su bili na prostoru Kosova i Metohije i po njihovom odobrenju i nalogu su oni poslati tamo. S tim što oni neće nikada da javno priznaju da je to njihov projekat. Дали полека ја праќаме во историјата идејата за Голема Албанија, односно на таа идеја за Голема Албанија и викаме довидување, а и викаме добре дојде на таа идеја за формирање на исламска држава тука на Балканскиот полуостров. Господине Ѓурич, дали е направена замена и од оној проект Голема Албанија, кој се работеше некои 10-15 години после распадот на СФР Југославија, дали сега сме влезени во фаза на формирање на одредена исламска држава, новија простори, и всушност најголема жртва на тоа можно формирање на исламска држава ќе биде проектот Голема Албанија? Apsolutno. Znači, sada su prerasli ranije zahteve da to bude Velika Albanija. Sada se na ovom prostoru pravi koncept islamske države, veće islamske države. Сите безбедносни експерти се согласни и ќе ви кажат една работа, дека 2016 година е клучна година во реализација на тој план на Осама Бин Ладен, кој смета дека некаде од 2016 до 2020 година на територијата на Европа треба да биде формирана исламска држава. Таа линија од диво населје во Команово минатата година влече корени, вела дека може да се најдат елементи кои укажуваат на Санџак и на Босна и Херцеговина. Pa šta će vama drugi elementi? Čovjek kad se vozi kroz Makedoniju, vama na naplatnim rampama rade pripadnici vehabističkog pokreta. Vama u državnim strukturama rade, u javnom prevozu, čistoći, gradskoj čistoći, rade u javnim službama, rade vam pripadnici vehabističkog pokreta. Pa šta vama treba neko da dođe sa strane iz Sandžaka da vas uči i vehabizuje i tako dalje? Makedonski Albanci ili Albanci koji žive trenutno na prostorima, ljudi zanemaruju tu celu priču. Albanci će postati opasniji faktor, znači, na Balkanu. Zašto? Zato što Albanci žele da se dokažu. To je mlada nacija koja sada želi da se dokaže u islamskom fundamentalizmu. Bošnjaci su svoju priču završili, bosanski muslimani. I vi nemate nigde teroristu samoubicu bosanskog muslimana. Ali vidjet ćete koliko ima Albanaca. Pogledajte šta se desilo po Americi. Fort Dix napali su Albanci iz zapadne Makedonije. Znači, Sead Jakupi, takođe Albanac koji je došao iz Makedonije, koji je 2002. zapalio sinagogu u Njujorku.
Znači, vidjet ćete tu taj jedan zaokret u okviru albanskog populusa, jer je mlada nacija i to je sad elitizam, vehabizam i oni žele da se dokažu i pokažu u tome i oni će biti najsuroviji u tome. I vi ćete imati tu najveći problem. Zašto? Zato što skoro polovina Makedonije jeste pod nekom njihovom kontrolom. Prema tome, vi ćete biti stalni izvor nestabilnosti ukoliko hitno ne napravite taj program deradikalizacije, ukoliko hitno ne uzmete NATO kao partnera, ukoliko hitno sa svojim komšijama i od Grčke, znači Srbije, Crne Gore i ostalih ne jedan čvršći savez i razumevanje i ukoliko hitno vi ne budete ti koji će u regionu inicirati takve ideje. Ideje koje će biti pre svega ideje mira, ideje tolerancije, ali ideje koje će zaustaviti radikalni islam i radikalne islamiste staviti van zakona. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот понеделник во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.